Моето патешествие низ селата во Република Македонија овде ме донесе во општина Могила, во селото Носпал. Наминав и во селото Носпал да го видам ово село, да ги видам мештаните, да се видам со нив, да се помабетам што се вели со нив, да ми кажат дел од историјата на ова нивно родно место, селото Носпал. Во Пелагониската котлина, помеѓу повеќето села, Носпал е едно од поголемите. Сместено е во североисточниот дел на Битолското поле. Од Битола селото е оддалечено околу 30 километри. Носпал со Битола се поврзува преку два патни правци. Едниот води преку општинскиот и административен центар на општина Новаци, село Новаци до Битола, во должина од околу 30 километри, додека другиот општинскиот административен центар на општина Битола, село Могила, исто така во должина од 30 километри. Селото Носпал на север е поврзано преку регионалниот пат до Брушевото Почани, исто така во должина од околу 30 километри со градот Прилеп. Атарот на селото е равничарски. На исток почнува надалеку од подношјето на Селечка планина и благо се спушта кон запад до левиот брег на Црна река. Зафаќа површина од околу 11 квадратни километри. Атарот на селото Носпал е еден од поголемите во споредба со соседните села кои го красат плодната почва, изобилството на подземните води, сонцето и чистиот воздух. Овие природни богатства во голема мера придонесуваат ова убаво село да опстои на овие простори низ вековите, па се до ден денешен. Носпал по надворешниот изглед дава јасен впечаток дека станува збор за типично полско село од збиен тип. Куќите се групирани по мала, а поради земјоделско-сточарските потреби и рамниот простор од памтивека, сите куќи во селото имаат прилично големи дворови, кои во минатото биле оградени со високи авлии и до 2 метри. Долниот дел им бил подзидан со камен, а горниот со плитари. Биле покриени со турски джерамиди. Во дворот, покрај тоа што била изградена куќата и другите стопански објекти, секое домаќинство во посебен дел имало гумно за вршење и правење копи од слама и столови сено. Портите го поврзувале дворот со селскиот пат, а биле широки до 4 метри, за да можат полесно да влезат натоварените запречни коли. Сред селото е најкомуникативниот дел на селото, Селските маала.
Во минатото за време на верските празници, Великден, Спасовден, Водици, Духовден и други, тука се одржувале заеднички веселби, свиреле гајди, зорли, биеле тапани и се виеле ора. Живем во Ношпал, а во Мару сум. На колку години дојде овде да живееш во Носпал? Но, да ти кажам, на 19, на 20 мала дојдов. Како? 33-та сум. Така. Како ти се викаше домајчинот? Ова е мој овде, Аха. Ѓорѓија. Ѓорѓија? Ја. Како те седа со свадба, бегалка? Ме зеде бегалка, тој седне свадба ми си направи. Ево ти бегалка? Така сакаше. Не те дава отом или како? Не ме дава. Се сакам, се дадам. Така. Кој живот беше подобар за овај за живење, за постарите? Животот пред 50 години или сегашниот? Не знам ни да ти кажам јас кој некако, јас не сум да речиш некоја учена или 8 или 7 некако. Немаше тоа училиште во Мару. Што знам како да ти кажам. Арно беше, арно. Што знам. Кога имаше повеќе намус кон постарите во твоето време или сега? Сега имаше и тога, и арно ми е и сега. Што знам како да ти кажам. Колку внучини имаш? Внучина? И имам јас као од ќерка ми имам 3, ваму 2, имам. Една прилеп седи и та 2 имам внучина. 7-8-10. Рече, што години имаш? Јас ка? 83, 33-та сум. Те служи здравјето? Се, што да правиш да не те служи кај да одам? Нема кај да одам. Што поработуваш сега на старост? На старост, што поработуваш? Да ти кажам, и може ништо, не можам да работам. Ми прекина раците, снага се. Се колку што можам така ќе врашкам, да се важам. Тоа се вика низ дома, така? Низ дома така, да вика. Како се викаш? Бојка. А ти? Чекай, застајмо. Колку години имаш ти? 5. А ти? Што сте вие двајца? Другари. Другари? Кај ќојте сега? Кај мене. Кај тебе? Како сега татко ти? Гора. Мајка ти? Околина. Имаш братички или братче? Нема. Само си? Да. Со другарче што си играш? Да. Што си играте? Игри. Игри дома. А како си игра тато тебе? А ти? А мама? Бајче. Имаш ли бато или татичка? Сестричка. Те сестрички, како ти се вика? Една ти или една сарака. Ајде, добро, ојде, ајде. Во близината на сред селото е Исавската кооперација. Од каде сте ви од овде, од Ношпал или? Не сум јас од Ношпал. Од кај си ти? Од Далинци ми тоа, од Далинци. Ти си Далинци, а? А ти? Ношпал. Од Ношпал, а? Што има ново во селово? Дема низ, исто, сето така. Не е лошо. Подредено така се рече. Постаро ми Се каже работи, у се столе, така Ана, каже. и ти кажи. Столе? А тој може да каже нешто поќе од мене. Тебе што те наведал дека од Далинци во Ношпал да дојде? Работам во Зик Пелагонија, носам луѓе возам. Работници не превозима. Превозник сум. Како е животот? За нас тежок. Во овој комбинатор, за Во цела држава тежок. во цела, ама претежно е јас за мене, те речем. Со сушава како помина пела година? Средно добро, не е лошо така, да речем сега. Не е нај, ама не е ни многу чудо, ни многу лошо, е на средина така. Средно добро. Што имаш белите до година? Тутунче, пченица? Тутун живов, пченица да јожев,
Колко излезе пшеница? Това е 3 тона. Ќе ја продаваш или ќе ја чуваш? Се дадов се да што ми треба 600 и другото го дадов. А туку му го имаш насадено? Туто имам насадено 7 декари. Колко очекуваш ова година да има род? Па в ова година поставам негде до 57-100. Нема заберење, нема. Не заврна, 2 месеци не ме врна. Слабисто дојде. И пред дома, колко зјави, ништо. Колко насади ти, колко декари? Абе, нема декари. Пола декари имам дома, место колко што 500 квадрати. Колко мине сте дома? Дома сам јас се жената сам. 20. Таа годината да јас да го држам. И мога да се да пречи. Ти да, нема друго, тоа е да се вали од 7. Од 6 години во тоа, ја 2,5 силама. Ево да чекни се вери туто, Жишко. Туто ќе да обесам, да соберам нешто и малце одмор, ручек, и тоа е. Чуваш нешто стока? Стока ништо, ни стока ни вече стаѓа 20 пили на големи, нешто мало и тоа. Друго не чувам ништо. Овде во Позданицава имате ли се што ви треба да се купи? Тоа сега фала во знам да нема многу продавци. И во секој дома кога сакаш да дојдеш е отворен. Работи на стоп. А и кој сако може да го викнеш од дома да ти направи услуга човек. Тоа стоп значи излезе да моли снапена продавница да могу. Со превоз до Битола до Со превоз до Битола до Могила немаме таму ако е општината. До Могила со софтен превоз. Иначе за Битола има автобуси. Има во 8, има во 5, има во 12, има и во 6 поставен. Сега поради нема ученици. 3 релации се скратени. Кога почнат учениците има 6 релации од Битола на Шпек за Битола. Што па не ви земат? 50 динари е ката. А до Прилеп? За Прилеп нема превоз, од приватно од Мусинци. И тоа говори напади неделта во среда и во сабот. Тој што па не ви зема? Не сум бил досега само немам патуван, ама 70 денари земам. колку? 70. Одење 70 назад, 150 денари. А до Битола 50 назад, 50 дена. Колку мине сте млади вие? Во село Волде? Па има уште 30 души. 30 беќари се, а? Тука не ги можем. Ти што години имаш? 31. Женеци? Не. Дено не ти е дојден, а? Па не, сега дојде сат од овој. Што поработуваш ти? Па сме дали? Што тоа? Трудно. Туто, крафт, Крави. порање, сеење, Порање, копање, сеење. такви работи. Државно не оди. Да работа нема, водев 3,5 години во рек. И пушти ја. И после одев пекара. Од таа страна пак сам ја напуштив. И Не се дома. задоволен, напуштиш си. Да ставим. Абе, овде не е живото лош. Работаа луѓето доста. Во рек има доста вработено, а ете музико во други фирми преку рек. Скоро младите се сите вработени, се убави, да речем така патички. Во рек што се претежно. И во другите фирми, во рек што е да ние сме многу слаби во музико. А иначе дома работам многу. Си, сега ти пресадат по хектар 2 со здравинче. А, добро. По хектар пипер, повеќе од хектар седба. Кој има повеќе земјички, работи повеќе. Си има машини нови, се купа, работа луѓето и во државно и во приватно. Селото не е толку забаталено, да речеш. Не, не. Врло добро е, многу добро. Секоја година кој трактор нов, кој кола, кој куќа ќе прави целата и оди напредува селцето убаво да се општината убаво се здраво. Колку куќи има, колку жители? Па негде скоро 100, може нема полно, али тука негде приближно. Да е много стоп. А има околу, 40-60. може колку 400 и кусовчина негде. Може да. Мало голема. Училиштето ви работи? Да, училиштето да работи до основно. Тука, иначе после душо е до основно.
Сакам да го истакнам моето големо задоволство што продолжува серијалот на изготвување на вакви документарни записи, документарни емисии од страна на продукцијата Маријово филм низ многу населени места и воопшто во Република Македонија. Јас во оваа прилика сакам да истакнам дека ние како држава Република Македонија, ние како македонци располагаме со многу културни и духовни богатства кои што треба да ги чуваме и да ги негуваме како во сегашноста, така и во иднината, односно да ја продолжиме традицијата која што ја правиле нашите предци. Сакам да кажам дека црквите и манастирите, сакралните објекти од секогаш биле места каде што македонскиот народ ги одржувал своите верски обреди, ги одбележувал своите храмови празници и така натаму, и каде што се собирале и си му обетеле луѓето покрај сите други секојдневни обврски што ги имаат во секојдневниот живот. Преку грижата за одржување на црквите, на манастирите, на библиотеките и така натаму, на македонскиот народ низ вековите наназад, кои што не биле едноставни за овој народ, продолжила да живее свеста за тоа колку е значајно богатството на тие храмови, на тие сакрални објекти кои што се изградени на овие простори. Луѓето доаѓаат, реков, за време на празниците, меѓутоа и во секоја друга можна прилика кога имаат слободно време. И покрај своите секојдневни обврски, покрај своите давачки што ги имали, покрај скромниот живот што го живееле македонците, тие издвојувале онолку колку што можеле за одржување и надоградување на сите сакрални и верски објекти овде во ова наше македонско поднебје. Ние сме мала држава, ние сме мала земја. Ние не можеме да се пофалиме со многу народ, не можеме да се пофалиме со многу оружје. Ние не можеме на светот да му покажуваме фабрики, затоа што фабрики има во цел свет. Меѓутоа ние имаме нешто друго. Ние имаме културно и духовно богатство кое што е наша предност и со кое што ние треба да се гордееме. И овие цркви и манастири од секогаш биле и останале места за духовно просветлување и за секојдневни молитви на граѓаните, на луѓето, на македонците од ова македонско поднебје, кои што им ги олеснували мирната борба помеѓу небото и земјата. Сакам да кажам дека нашите предци, нашите дедовци, нашите татковци нам ни оставиле многу вакви сакрални објекти, многу цркви и манастири, кои што имаат огромно значење, од кои што може многу да се научи. Меѓутоа, наша задача е ние да ги чуваме, да ги одржуваме и да ги надоградуваме и неоштетени да им ги предаваме на генерациите што доаѓаат по нас. Посебна карактеристика на селото Носмол, како типично земјоделско-сточарско село, му дава и Чаирот, што се наоѓа на северната страна од селото. Во Чаирот има неколку помали и поголеми вирови, што се останати од минатото, кога селаните правеле плитари, а кои местното население ги користело при градење куќи, помошни објекти, авли и друго. Вировите и денес се именувани според некои од домаќинствата што живеат во нивната близина, како што се Градановскиот вир, Параловскиот вир и други. Од кога постои селото Носмол, со сигурност не може да се каже. Имајќи ги во предвид историските податоци и откриените археолошки локалитети во Битолско-Прилепското поле, истите несомнено ни укажуваат дека овој простор бил населен уште во античкиот период. Историските исклучувања и воените действија во Пелагонија не ги одбегнале жителите од селото Носмол. Времето кога со овие краишта владеел кралот Волкашен и кралот Марко во многобројните легенди е опишено како време на благодет за народот кој живеел не само во Носмол, туку и пошироко. Но по потпаѓањето на овој крај во владение на Отоманската империја по крајот на 14. век, поточно речено по погибијата на кралот Марко во 1395 година, во целокупниот живот на населението биле внесени големи промени.
Ношпал како населба се спомнува во првиот обширен пописен дефтер направен од турската администрација во 15 век, поточно во 1468 година. Селото било заведено под името Ношпал. Во истиот дефтер неговата местоположба била точно определена дека се наоѓа јужно од Прилеп меѓу селата Клепач и Мусинци. Населението според пописот било целосно христијанско со 150 семејства и 8 нешенети. Покрај спомнатите податоци за Ношпал, во документот било спомнато дека селото било Тимер на Хазир, син на Далбен и Касим, син на Халил. Освен спомнатиот попис од 1468 година, имаме податоци и за друг таков попис на населението извршен во 1568 година. Според вториот попис, селото Ношпал имало 61 семејство, 4 вдовици и 115 неженети, или вкупно 436 жители, а во селото било регистрирано и едно муслиманско семејство. Османличката власт често пати правела разни отстапувања во врска со плаќањето на даноците со цел да ја задржи рајата во спајхиските поседи. Во случај на некакви елементарни непогоди, како суша, поплави, град или слично, кои биле главната причина на слабиот род на населението им биле простувани даноците. Така во отоманските дефтери од 1805 година стои запишено дека на 25 мај 1805 година судот издал Мура Сале, односно наредба со кое селото Ношпал било ослободено од сите даноци на неодредено време додека економски не зајакне. Ношпал не го одбегнуваат и други избиднувања, како од втората половина на 19 век, така и воените избиднувања кои се случувале во првата половина на 20 век. Ношпал не го избегнуваат и разните странски национални пропаганди на тогашните соседни држави на Македонија, која се уште се наоѓала под отоманско владение, како што се бугарската, грчката, српската. Првите децении од 20 век се познати по неколку историски настани, Полидеското востание, првата и втората Балканска војна и првата светска војна, во кои учествувале и ношпалци. Многумина од нив ги загубиле своите животи, борејќи се за туѓи интереси. Како спомен од тие настани, но како спомен на борбата на македонскиот народ за слобода е и спомен гробницата пред црквата Свети Спас во селото Добручево, подигната во чест на загинатите комити кај местноста викана Карабатица, каде што во 1876 година во неравна борба со турскиот аскер на ударот на слободата ги положиле своите животи 12 комити заедно со војводата Тодор Цветков, родом во селото Лажец. Исто така мощно важно да спомнеме е и за погибието на прочениот војвода од овој крај, за кого народот го опеал во песната "Абер ми дојде од могила" низ поле Пелагониско, Димче Сагванов, Димче Могилче во селото Ношпал во 1907 година и на Тале Велјанов, Талев и на Христо Иванов, Чепивер, сите од селото Ношпал. Првото училиште во Ношпал е отворено во 1918 година. Училиштето било отворено во дворот на Стојан Јосиповиќ. Училиштето го посетувале ученици и од соседните села Клепач и Вршареица. Во 1941 година, со промена на властите, училиштето во Ношпал продолжило со работа, но сега српските и црногорските учители ги замениле бугарски, а училиштето покрај Ношпалци го посетувале ученици од селата Алинци, Арматуш, Пудаково, Горно и Долно Чарлија, Мусинци, Путурус, Радобор, Трап и Црничани. На 4 декември 1944 година во Ношпал за прв пат настава се слуша на мајчиниот македонски јазик. Според документацијата запишени биле вкупно 161 ученик и тоа во прво деление 47 ученици, во второ деление 30 ученици, во трето 40 и во четврто деление 35 ученици.
Поверувањето во Бога кај жителите од Носпол најверојатно постоело од давнешни времиња. Благодарение на отоманските дефтери од раниот период на отоманското владение, на овие простори можат да се откријат битни работи за Носпол. Во тоа време во селото имало два попа, попот Никола и попот Богдан. Овие податоци ни даваат во право да констатираме дека и во тоа време во селото имало црква. Според овие пишени документи, дека во ова село првата црква, посветена на Свети Никола, била изградена во 1865 година. Природно-географските почвени услови отсекогаш имале значајно влијание врз развојот на стопанството. Атарот на Носпол, како дел од Пелагонија, располага со големи површини на плодна земја. Ова упатува на заклучокот дека стопанските активности што се одвивале уште од поодамна во селото биле поврзани со земјоделството и сточарството. Според кажувањата на постарите носполци, во 1928 година во Носпол почнало да се меле жито. Во 1958 година во Носпол, по поставувањето на струјата, Ламбе Илковски, родом од селото во Шарејца, го градува во постоечката мелница за жито првиот електромотор. Во 1963 година во Носпол е изградена и првата влачарница. На моветот му нема крај. Кога напуштаме селото Носпол, ги оставаме мештаните до ова село да се го оживее својот живот со едно ветување дека пак ќе дојдеме, само Господ да ни даде здравие и на носполци и на сите нас.